Почитувани новинари, почитувани граѓани. Како одговорна партија во изминатите 2,5 години покажавме силна посветеност во инвестирањето на човечкиот капитал. Нашата определба за реален одржлив раст на платите дава видливи резултати. Во изминатите 2,5 години платите расте во сите сектори. Уште на самиот старт на мандатот ја покачавме минималната плата на 12.500 денари и таа постојано расте. Со последното зголемување во декември, таа денес изнесува 14.500 денари, што е за 60% повеќе во однос на 2017 година, кога таа изнесуваше само 9.000 денари. Со тоа се отвори спиралата на раст на платите, што најдобро се гледа со примерот на просечната плата. Просечната плата во ноември изнесува 25.787 денари, што е за 1.239 денари повеќе отколку во ноември 2018 година и е речиси за 2.600 денари повисока отколку во ноември 2017 година. Од јануари оваа година, тоест од денеска, за 10% ги зголемивме платите во образованието. Над 32.000 граѓани вработени во основното, средното и високото образование добиваат значително повисоки плати. Со ова последно покачување, вкупното зголемување на платите во основното, средното и високото образование и во науката изнесува кумулативно скоро 21%, имајќи ги предвид претходните две покачувања за само една година. Значително порасна и платите во социјалната и детската заштита. Го вративме достоинството на воспитувачите на социјалните работници. 1170 вработени во центрите за социјални работи добија историско зголемување на платите во просек за 4363 денари по вработен. Историски највисоко покачување добија и 3138 негователи и воспитувачи во градинките, кои сега земаат плата во просек за 3000 денари повисока од претходно. Растот на плати продолжува. Веќе од февруари значително се зголемуваат платите во здравството. Лекарите, специјалистите, медицинските сестри и техничкиот персонал добиваат ново зголемување на платите. Со мерките што ги спроведуваме, обезбедуваме раст на платите во приватниот сектор. Меѓу таквите мерки е и субвенционирањето на придонесите од задолжителното осигурување за компаниите кои ќе ги покачат платите до 6000 денари. Оваа мерка засега ја искористија над 20.000 компании или вкупно 106.000 вработени во приватниот сектор. Воведовме и младенски додаток на плата од 3.000 денари за млади до 23 години вработени во производството. Сите овие мерки значат повисоки плати и повисок животен стандард. Ова не се само обични бројки. Ова е реално подобрување на семејните буџети. Продолжуваме и понатаму да инвестираме во човечкиот капитал. За нас секој е важен. Благодарам.